Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Постепено опаѓа бројот на новорегистрирани случаи на COVID-19 во Кочани. За 3 дена се регистрирани 27 новозаразени и еден починат пациент. Намален е и бројот на активни случаи позитивни на COVID-19, изнесува 317. Намален е и бројот на хоспитализирани пациенти. Во модуларната болница во Кочани во моментов на болничко лекување од COVID-19 се 25 пациенти и 2 на одделот за физикална терапија. Има благо намалување на бројот на хоспитализирани и новозаразени пациенти со COVID-19 на дневна основа во Кочани. Директорот на Општа болница со проширена дејност Кочани Александар Серафимов за Канал 8 истакна дека во моментов во модуларната болница во Кочани се хоспитализирани вкупно 25 пациенти и 2 се сместени во одделот за физикална терапија пренаменет во COVID. Од нив 15 се на кислородна подршка. Слободни кревети има во модуларната болница 9 и исто толку на физикална терапија. За 3 дена во Кочани се регистрирани 27 новозаболени пациенти и еден починат утрово. Институтот за јавно здравје регистрира 35 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи позитивни на COVID-19 во Кочани во моментот изнесува 317. Вакцинирањето тече нормално без никакви проблеми. Од почетокот на вакцинацијата во Кочани до сега се вакцинирани околу 500 граѓани постари од 70 години, кои се пријавиле за вакцинација преку Мој термин или матичен лекар. Од досега вакцинираните нема граѓани кои пријавиле потешки нус појави или компликации по примена вакцина, истакна Серафимов. Инаку Комисијата за заразни болести препорача продолжување на рестриктивните мерки во наредните 7 дена. Препораката ја разгледал и кризниот штаб, а утре на седница ќе ја разгледа и владата, пошто ќе донесе одлука. Актуелните мерки кои стапија во сила на 7 април предвидуваат полициски час од 20 часот до 5 часот наутро, затворени угостителски објекти кои може да работат само со продавање храна преку штанд или со достава, работа на обложувалниците само преку шалтер или пулт, затворени фитнес центри и спортски сали и забрана за семинари, обуки и конференции. Исто така, од претходно на сила е и забраната за групирање на повеќе од 4 лица. Безбедносната состојба со кражбите во Кочани и понатаму останува отворено прашање, за кое граѓаните очекуваат соодветен одговор. Криминалните групи без страф веќе действуваат и преку ден. Жителите на Усова чешма до Канал 8 доставија видеоснимки, со кои се потврдува потребата од преземање засилени мерки за нивно спречување и избегнување последици со несакан епилог. Кражбите во домовите и подворовите на жителите од населбата Усова чешма и понатаму продолжуваат. Граѓаните велат дека живеат во секојдневна неизвестност и страф од опасноста дали нивниот имот ќе биде следна цел на кратците. Видеоснимките што ни ги испратија само потврдуваат дека ако порано криминалците влегуваа ноќе, сега тие се толку осилени што безгрижно влегуваат и сред белден. Се гледа како група од 3-4 возрастни мажи се обидува насилно да ја пробие заштитната ограда за да влезе во двор. Претходно, истите криминалци влегле во куќата што се наоѓа во близина и од неа ограбиле се што имало вредно. Не ги спречило и тоа што собствениците на имотот, кои се постари луѓе, во моментот на кражбата биле дома. Еден ден претходно, најверојатно истата криминална група била спречена во обидот, при што е повикана полиција. Имаш и од другата страна, и од другата имаш полиција! Полиција! Граѓаните реагираат што мерките што се преземаат за да се спречи криминалното однесување не даваат видлив резултат. Напнатоста е се поголема и велат дека со ваквиот развој на настаните прашање на време е кога ќе се случи посериозен инцидент со трагични последици. Додаваат дека веќе не се работи само за ограбување на имотот, туку и за личната безбедност, со оглед што криминалците не се плашат да оперираат, па дури и физички да го нападнат собственикот ако го затекнат дома. Затоа граѓаните јавно прашуваат дали треба да почнат да применуваат поригорозни мерки за лична заштита, пошто целата ситуација може да излезе надвор од контрола. Загриженоста е оправдана, затоа што ако доскоро се зборуваше само за кражби во Трајаново Трло, Усова чешма и другите маала во близина, сега криминалците шетаат и во другите населби во градот.
Спречувањето на овој тренд мора да биде приоритет за надлежните органи и институции, за потоа да не биде предоцна. Со скратена програма и положување цвеќе одбележан патрониот празник на Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Ученикот Горјан Илиевски прогласен за ученик на генерацијата 2017-2021. Со пригодна програма, но со скратени содржини поради пандемијата и положување свежо цвеќе пред спомен бистата на херојот Гошо Викентиев во дворот на Средното училиште во Кочани беше одбележан патрониот празник на училиштето. На одбележувањето на 101 година од раѓањето на Гошо Викентиев беше прочитан текст за животот на патронот и стихови за Викентиев, а беа прогласени и учениците на генерацијата. Традиционално, секоја година најдобрите добиваат парични награди и скромни подароци обезбедени од училиштето и од Фондацијата Викентиеви. Денес, 19 април 2021 година, одбележуваме 101 година од раѓањето на нашиот патрон Гошо Викентиев. По тој повод поканевме неколку делегации да положат цвеќе на неговата биста пред нашите училиште. Цвеќе положија делегации на општина Кочани, предводена од градоначалникот Николчо Илиев, представници на фамилијата Викентиеви, представници на Сојузот на борците и делегација од самото училиште. Традиционално, како и секоја година, на овој ден, ние како училиште ги прогласуваме учениците на генерација од трите струки, од машинската, сообраќајната и електротехничката струка и севкупно ученикот на генерација за оваа генерација. Така да ученици на генерација од машинска струка во оваа година е прогласен ученикот Никола Стојков, од сообраќајната струка е ученичката Марија Ангелова и севкупен ученик на генерација од електротехничката струка воедно е ученикот Горјан Илиевски. Велков истакна дека помеѓу двете празнувања во училиштето преземени се активности преку кои значително се подобрени условите за работа и учење. Молерисани се сите простории во училишната зграда, заменет е подот и вратите на сите училници, како и параваните во тоалетите. Набавена е нова ИКТ опрема, лаптоп компјутери, смарт табли и проектори. По повод патрониот празник, училиштето организираше литературен конкурс на тема за нашиот патрон. Прво наградени на литературниот конкурс се учениците Габриела Димитриева и Давид Стојменов. Второ наградена е литературната творба на ученичката Бојана Маринковска, а третата награда отиде во рацете на ученичката Тамара Тодосиева. Пофалница за литературната творба доби и ученичката Ирина Ѓоргиева. Од септември Министерството за образование и наука ја обезбедува можноста за онлайн запишување на превачињата. Доколку некои родители од оправдани причини не можат електронски да ги запишат своите правачиња, тоа ќе можат да го сторат во училиштата со физичко присуство. Од септември родителите на правачињата ќе имаат можност своите деца во прво оделение да ги запишат и онлайн. Од Министерството за образование и наука истакнаа дека изминатиот период работеле на тоа уписите во основно образование од септември да бидат во дигитална форма, при што ќе биде овозможено онлайн запишување на учениците во прво оделение. Се надеваат дека родителите ќе искористат оваа можност и нема да се создаваат големи гужви во училиштата. А оние кои од оправдани причини нема да можат своето дете да го запишат електронски, останува можноста за уписот на децата во училиштата со физичко присуство. Уписот на превачињата оваа учебна година, како и сета состојба во образование, ќе биде секако различна. Од тие причини ја користам можноста еве преку вас медиумите да се обратиме до родителите за новините кои што ги најави Министерството за образование и наука, а тоа е дека уписот оваа година ќе биде електронски, односно со пријава на апликација која што ќе овозможи Министерството за образование и наука. Согласно тоа, родителите се должни да се пријават таму на сите ученици, односно дечиња што се родени во 2015 година, со тоа што секако ќе се сложиме, доколку некој не може да го искористи овој услов, училиштата ќе бидат мобилни, добивајќи ги списоците од Министерство за внатрешни работи, од два сектора, со тоа што ќе имаме целосна контрола на тоа дека сите деца ќе бидат повикани за да можат, доколку не аплицираат родителите за да се јават на упис за оваа учебна година. Значи, најавувам дека наредните чекори
ќе бидете благовремено информирани како родители како и каде да се обратите за да уписот биде завршен како што треба. Бројот на правачиња кои годинава ќе треба да се запишат во училиштата во Кочани ќе биде познат по претходно добиени информации од секторот за информатика при Министерството за внатрешни работи, додаде Арстова. Од Министерството за образование и наука истакнуваат дека новиот закон за учебници и други наставни и дидактички материјали, според кои се воведува дигитализација на учебниците, ќе обезбеди лесна достапност на материјалите за учење, но имајќи ја предвид автономијата на наставниците во изборот на материјали и средства за настава, тие може да отпечатат дел од материјалите за потребите на часот, односно училиштата ќе можат целосно да го отпечатат учебникот за секој ученик кој поради било каква причина нема можност да ги користи електронските учебници. Материјалите за учење и понатаму остануваат бесплатни за сите ученици, вклучително и за учениците со оштетен вид за кој државата ќе печати учебници на брајово писмо, покрај достапноста на секој учебник во аудио формат. Продолжува изградбата на улици во Кочани како дел од проектот за подобрување на општинските услуги. Во моментот градежните работи забрзано се реализираат на крак од улицата Искра во населбата Усова Чешма. Локалната самоуправа на Кочани продолжува со реализација на планираната изградба на 11 улици во градот, што се дел од проектот за подобрување на општинските услуги. Во овие рамки во напредна фаза се градежните работи на кракот исток од улицата Искра во населбата Усова Чешма. Според информациите од општината, изведувачот Ленди Груп, што е избран според процедурите на Светска банка, денојве ги поставува рабниците. За наредниот период е најавено и асфалтирање на улицата. На изградбата на источниот крак од Искра предходеше уредување на канализацијските шахти, како и изградба на потпорни ѕидови на најголем дел од коловозот. Од двете страни на овој крак е планирана изградба на тротоари со вкупна површина од над 480 метри квадратни, што ќе бидат поплочени со бетонски павер елементи. За изградба на оваа улица обезбедени се околу 4 милиони денари. Паралелно со ова, засилено се одвиваат и работите на улицата Кирил и Методи, каде ќе се асфалтираат 4 крака со вкупна должина од 732 метра. Единицата за имплементација на проекти од Светската банка при Министерството за транспорт и врски во текот на минатиот месец го објави вториот повик, со кој се очекува да биде избран изведувач за реконструкција, односно преасфалтирање на улиците Гошо Викентиев и Раде Кратовче во Кочани. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра 23-то коло во втората македонска фудбалска лига Исток. Осогово гостуваше во Кавадарци против Тиквеш и остана без бодови. А Слога 1934 на домашен терен играше нерешено со Плачковица. Без поголеми успеси играат фудбалските второлигаши од Кочани и Виница во последните две кола. Тешко оди освојувањето на бодовите, иако тие се уште се држат во средината на табелата. Викендов Осогово гостуваше во Кавадарци на средба со второпласираниот Тиквеш и доживеа убедлив пораз од 3:0. Резултатот беше откриен уште во 6-та минута, кога домашниот фудбалер Христоф од пенал го постигна погодокот и ја доведе својата екипа во водство. До крајот на првото полувреме немаше резултатски промени, а гостите успеваа да се одбранат од нападите на Кавадарчани, па дури повремено и да го загрозат нивниот гол. Во вториот дел домашниот тим го зголеми водството на 2:0 по успешната реализација на уште еден удар од 11 метри, што повторно го изведе Христоф во 72-та минута. 3 минути подоцна жолтосините имаа можност да го намалат водството, но шутот на Недановски заврши во стативата. Конечниот резултат го постави Костов во 79-та минута, зголемувајќи го водството на Тиквеш на 3:0 и овозможувајќи му на тимот да ги освои планираните 3 бода. Во следното коло на домашен терен Осогово ќе има уште еден тежок надпревар, со оглед што ќе ја пречека првопласираната екипа на Брегалница од Штип. Слично како и Осогово, и на Виничка Слога во последните две кола не и оди најдобро.
Во 23-тото коло како домакин, екипата ја пречека предпоследната плачковица и наместо сигурна победа, на крајот надпреварот заврши со резултат 1:1 и поделба на бодовите. Домашните фудбалери можат и да бидат задоволни од резултатот, со оглед што гостите први поведоа уште во 70-та минута со голот на Таранимов. Изедначувањето дојде во 37-та минута со погодокот на Лазаров. Со освоениот бод, Слога има вкупно 24 бода и на 7-та позиција, веднаш задо Согво која има 29 бода. Во следното коло Виничкиот второлигаш ќе му гостува на последно пласираниот Росоман. Почитувани, прогнозата за времето беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.